Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во телевизија Стар, во терминот кој што е посветен на емисијата Што мисли народот. Денеска, најавив уште вчера, наш и ваш гостин е вице-премиерот за економски прашања во владата на Република Македонија, господинот Кочо Ангјушев. И бидејќи, како и обично, кога ми доаѓаат гости кои што имаат што да кажат повеќе отколку да разговараме нели за некои теми кои што се дневно политички, но критизерски и политикански, одлучив да го искористам времето да одговориме што е можно на повеќе прашања кои што се важни, затоа ќе одиме со евентуално ваши прашања на Facebook страната Што мисли народот, одиме со она што сепак е уште како важно да го слушнеме во вакви моменти во оваа држава. Господин Ангјушев, добре дојдовте во нашето студио. Благодарам што најдовте време во агендата. Конечно да бидете наш гостин, го договараме подолго време гостувањето. Ви благодарам за поканата, ми представува чест да бидам гостин на вашата телевизија. Пиеве поздрав до вашите ценети гледачи. Денеска бевте во Свети Николе, се сретнавте со стопанствениците, тоа е една од серијата средби. Имавте порака од таму поврзана токму со она што можеби ние можеме да говориме за влез во ЕУ, во НАТО, не знам каде, како и да е, тоа е прашање кое што очигледно ќе не окупира многу време, ама економскиот раст е тоа што веројатно ни е потребно независно каде и да сме. И сега имаме ситуација опозицијата да говори дека се намалува растот, проекциите биле вакви или онакви, вие денеска дадовте оптимистички најави. Каква ни е состојбата во моментот? Можеме ли да се надеваме на нешто позитивно во тој поглед? Да, значи апсолутно можеме да се надеваме. Состојбата е следна. Видете, бруто домашниот производ е во раст. Зошто? Заради тоа што во 2017 година тој беше негативен, во првиот квартал во 2018 година беше околу 0, во вториот квартал во 2018 година е 3,1%. Во споредба со вториот квартал нели во 2017 година. Значи споредувано втор квартал 18, втор квартал 17, тоа е последната информација што имаме од статистика. Но што е многу важно? Многу е важно да разбереме дека во бруто домашниот производ главните генератори, значи над бруто домашниот производ се индустријата, која викаме индустрија, во неја спаѓа и рударство и енергетика, потоа се градежништвото, земјоделието и трговијата. Сите три гранки, освен градежништвото, се намалени. И сега ќе речете, вие се фалите со тоа што градежништвото е намалено. Не, апсолутно не, ќе зборуваме и за тоа покасно. Но многу добра информација е тоа што е постигнат раст од 3,1 при намалено градежништво каде е доминантно на државата. Значи, досега градежништвото, главен двигател на градежништвото беше државата преку нејзините проекти. Што значи тоа? Тоа значи дека овие 3,1% се направени од реалната економија и тоа е за мене позитивен сигнал. Тоа е направено значи од индустријата, е направено од земјоделието, е направено од трговијата и потрошувачката, каде што евидентно имаме раст. Во земјоделието е тој над 3,5%, во трговијата е 8-9%, во индустријата имавме значи индустријски раст поготово последните месеци јуни и јули 8,1 и 11,2%, нели соодветно на месеците како ги набројав, што е изузетно и исклучително добро. Некој ќе каже тоа се должи значи на странски инвестиции, да, тоа е точно и на тоа се должи, меѓутоа се должи и на домашното стопанство. Доколку поразговарате со домашните стопанственици, јас тоа го правам редовно, значи ќе видите дека сите тие имаат зголемен волумен на производство и што ме радува уште повеќе, имаат зголемен волумен на извоз. Значи извозот ни е зголемен над 7% од државата. Така да практично ценам дека тие сигнали ми даваат за право да рачунам дека економијата ќе даде позитивни и подобри резултати во иднина, посебно што математички гледано, за да го вратиме градежништвото на 0, значи ова е, пазете, градежништвото оди во минус, ова оди 3,1, кога градежништвото би било на 0, овие 3,1 би било уште повеќе. За да се врати градежништвото на 0, потребна е само една работа, значи два поголеми проекти да се стават у функција. Тоа ќе бидат проектите Кичево-Охрид и железницата према Бугарија, кои што веќе се значи расчистени, тие се подпишани договори. Меѓутоа, за жал, беа со сериозни потешкоти, се воделе како се воделе, по цени по кои што се воделе. Не сакам сега да се навраќам назад на тоа, мислам дека гледачите имаат доволно сознание за таа работа. Јас сакам повеќе да зборувам за иднината, а иднината е дека тие проекти се одглавени, но сега по домаќински цени, значи по знатно намалени цени, од оние цени кои што ги бараше изведувачот само за автопатот Кичево-Охрид како прв. Значи, прво негово барање, цените се намалени повеќе од 70-80 милиона евра, што мислам дека
вредеше да се почека месец-два да се стави проектот во ред за да се заштедат овие средства. И сега, зошто тогаш, прашањата денеска би постави новинарите во Свети Николе, зошто Меѓународниот монетарен фонд оди пак со корекции кои што се во надолна линија? Па заради тоа што првиот квартал беше 0, кога ќе ставите 3,1% во вториот квартал, сега за да дојдете нели до 3,2%, следните два квартала треба да бидат над 4,5%. Така да јас не би се осврнувал многу назад, нели тој прв квартал како ќе не влече назад, и тоа е првата причина. Има уште една причина. Втората причина е тоа што практично Меѓународниот монетарен фонд и целокупната меѓународна заедница е осетлива на политичките состојби во државата, а исто така инвеститорите се осетливи на политичката состојба и тоа они го знаат. И факт е дека неколку, можеби десетина, вака што ми паѓаат на памет у моментов, инвеститори чекаат разврска на нашата криза политичка во која што несомневно влеговме. Еве сега денеска почна нели парламентот со работа, па ќе видиме како ќе се таа разреши. Јас се надевам дека ќе се најде разум во државата, да таа се разреши во парламентот, да престанеме со циклуси на избори, да ослободиме значи еден простор за слободно и нормално работење, бидејќи на сите ни е јасно дека со избори практично ќе се направи дополнително забавување на економијата, бидејќи тогаш се подредува на нив, а нормално инвестициите запираат се додека не се разреши одредена ситуација политичка. Така да во таа смисла мислам дека Меѓународниот монетарен фонд го има вкалкулирано и тој ризик фактор, и впрочем тие и не го кријат тоа. Значи во извештајот и информацијата на Светска банка која што нели беше публикувана за целиот Западен Балкан, точно за Македонија стои тоа како ризик фактор, и сега со оглед на тоа дека се ствара одредена политичка, можеби не е се уште криза, меѓутоа една неизвестност да речеме во државата, мислам дека тоа е земено во предвид во тие калкулации. Не сака да се враќате назад, јас само накратко ќе ве вратам. Да. Со прашање поврзано токму со тоа колку бил вештачки тој раст кој што се покажуваше и како гледате на тоа дека се има оценки дека токму проектот Скопје 2014 и многуте работи за градежниците таму создале дека имаме една таква ситуација на раст некаков, меѓутоа дека во суштина државата и не добила кој знае колку, добиле одредени компании кои што работат таму, но генерално економскиот раст не бил баш за сите добар. Видете, точно е тоа поентата сега што ја кажавте. Јас зборувам неколку пати веќе по медиумите, ќе ја повторам и тука на вашата емисија. Знаете, ние можеме виртуелно да создадеме убави бројки секогаш. Зошто? Заради тоа што да речеме тој раст на бруто домашниот производ бил генериран во главно од градежништвото. А пак во градежништвото во главно беа генерирани проекти, тие што ги набројавте, значи Скопје 2014 и некои инфраструктурни, но во главно беа овие проекти, споменици и така. Видете, што правите вие со тоа? При тоа, ако вие направите такви проекти, да, тие задвижуваат некаков градежен циклус. Меѓутоа, ако вие направите проекти кои што не ги враќаат парите, кои што не се во интерес на граѓаните да прават инфраструктура, тогаш вие правите дупли проблем. Од една страна, значи, ја задолжувате државата, и од друга страна, не можете да ги менаџирате тие проекти, бидејќи тие проекти понатаму и скапо коштаат, треба некој да ги одржава, значи, правите дополнителен трошок. Но, што е најважно, вака за да објаснам тоа посликовито, тоа е исто ко вие да земете сега, или вашиот некој, да споредиме две ситуации. Едната ситуација е штедливо, фино домаќински да работите и да собирате средства за да направите куќа, стан, а другата ситуација е да земете кредит и да си купите уметнички слики и да кажете јас направив голем развој, еве потрошив многу пари и направив развој на економијата. Отприлика споредбата би се сведувала на тоа. Јас викам дека секое градежништво е добро, меѓутоа најдобро е градежништвото што е во функција на инфраструктурата, бидејќи работа на државата е да прави инфраструктура, односно да обезбедува услови за подобар живот на граѓаните и на економијата. Значи, тоа се патишта, тоа се далеководи, тоа се гасоводи, тоа е железница и тоа е работа на државата. Не е работа на државата да влегува во правење на фасади и така натаму некакви објекти кои што мислам дека немаат одредена физибилност. И тоа е моје мислење, јас стојам позади тој став. Да, конечно одговор на вашето прашање е дел од бруто домашниот производ кој што беше претходно генериран беше базиран на овакви проекти. Многумина се прашуваат и често пати, споменавте и вие, многу избори делуваат лошо на економијата, тоа е факт.
Колку пак ситуацијата со референдумот се споменуваше многу дека и таа неизвестност околу тоа решавање или нерешавање на прашањето, па и сега со она што ни следува, дали во собрание, дали пак на избори, колку реално, колку е политиканство говорењето дека ќе влијае на странските инвестиции на самата наша економија и тоа негативно, и колку на вистина би можело да се одрази негативно на економијата, нерешавањето, влегувањето во подлабока политичка криза, новите избори. Видете, секој инвеститор се грижи за своите средства. Значи, секој инвеститор кој што, кога викам инвеститор, немојте да сватите дека е тоа само градба на нова фабрика, него и тој кој што веќе има фабрика, или има мал погон, или има дуќан. Тој се воздржува од дополнителна инвестиција, чекајќи некаква разврска политичка, бидејќи сака да има една известност. Сето това се разбира негативно влие врз економијата. Видете, јас разговарам скоро со сите инвеститори во државата, и домашни и странски. Може би е големо влијанието на тоа дали ќе има субвенции од државата, дали државата ќе го помогне, ќе помогне економијата со некакви, значи, грантови или помош во нивните инвестиции, но верувајте, тоа сите стопанственици го ставаат на трето место. На прво место бараат владење на правото, за да бидат заштитени, да знаат дека ќе бидат заштитен нивниот капитал, дека кога ќе одат на суд ќе добијат праведна пресуда за било кој случај. На второ место го поставуваат прашањето на стабилноста на државата, а тек на трето место се субвенциите. Значи, нив им е многу поважно да имаат стабилна држава и да има владење на правото. Така да, ако референдумот без, јас ценам дека неговите резултати беа многу позитивни, меѓутоа, сега ќе видиме како овој процес ќе заврши. Ако нашата држава се задвижи кон евроатлантските интеграции, тоа несомнено значи точно првите две ставки дека ќе бидат исполнети. А тоа е дека ние ќе мораме да се приклониме кон поголемо владење на правото и ќе мораме да кажеме, односно тоа ќе придонесе да нашата држава стане постабилна. Бидејќи за странските инвеститори, за домашните инвеститори, стабилна држава, а поготово мала држава како Македонија, подразбира да биде членка на некое поголемо семејство. Во моментот, друго такво политичко или ако земете како НАТО воено-политичко семејство, не постои кој што нуди поголема стабилност. Јас би бил среќен да слушнам која е алтернативата. Јас можеби не сум толку далековид за да можам да видам друга алтернатива, но ако некој ја има, би замолил да слушнеме сите, да ја соопшти, да видиме која е алтернативата. Така, ние ќе одиме за кратко со првиот блок на реклами. Пред тоа ви прашуваш нешто, споменавте странските инвестиции во Македонија се исто така област во која се надпреваруваат политичките опции во државата. Кој донел повеќе? Меѓутоа, една работа остана нерасчистена до крај според мене, субвенционирањето, поддршката на странските инвестиции. Дали тоа е навистина позитивно? Колку може позитивно да делува на македонската економија инвестиција во која што државата ќе ги помага со ослободување од давачки, со многу улеснувања кои што ги немаат домашните бизниси, и вие сте, односно во моментот веројатно во мирување функција да ваша, но во бизнисот сте долго време, дали вие не почувствувате на пример дека странските инвестиции ви беа нелојална конкуренција последните 10 години? Видите, апсолутно да. Значи јас тоа го зборував уште додека не бев на бевте во Стопанска комора, а и нормално сега се обидов тоа да го исправам преку законот за финансирање на инвестициите. Па да, се може, затоа што денеска повеќе не постои програма во која што се субвенционираат само странски компании. Сега таа програма е иста и за странски и за домашни. Значи секоја домашна компанија која што ќе задоволи условија, видовме дека по последниот оглас кој што беше, и тоа е секоја година ќе се обновува, значи 107 македонски компании добија поддршка, таква иста како што ја добија и странските компании, што мислам дека направивме еден баланс. Сега зошто е потребна поддршка, тоа е големото прашање. Поддршка е потребна заради тоа што кога вие зборувате за индустрија во Македонија, вие морате да зборувате за извозно ориентирана индустрија, бидејќи Македонија е мал пазар и ако немате вие извозно ориентирана индустрија, во тој случај не можете да имате волумен што ќе го продаете на домашниот пазар. И ако видите најголемите македонски индустријски капацитети се извозно ориентирани, и тоа над 60-70% и некои до 100%. Така да во таа смисла тие мора да бидат конкурентни во светот. За да бидат конкурентни во светот мора да постигнат продуктивност. Продуктивноста значи три работи, значи технологија нова, значи ноу-хау и значи организација. Организацијата е способност индивидуална на менеджментот, меѓутоа ноу-хауто и технологијата се купуваат.
вие морате да имате пристап, вие без помош финансиска, а при тоа вашата конкуренција од Бугарија, Романија, Србија, Грција и така натаму, доколку имаат поголема поддршка во тој дел, а вие немате поддршка од вашата држава, вие сте препуштени сами на себе и не можете полека со тек на време ќе губите таа војна на интернационалниот пазар. Факт е дека овие земји, поготово земјите што се членки на Европска унија, кои што се Бугарија и Романија, па и Хрватска, имаат сериозни поддршки. Например, Фондот за иновативност, кој што деновиве значи го зборуваме во Македонија, едва значи од буџетот успеавме да издвоиме 10 милиона евра, што е прв исчекор, никогаш не се издвоиле до сега, значи за технолошки развој и така натаму. Значи во тој дел Бугарија само од Европска унија има 400 милиона евра за незините компании. И сега вие како ќе се борите со таа ситуација кога тие значи ќе бидат сериозно помогнати, ќе може да имаат нови технологии и нормално ќе ја добијат битката на конкурентноста на светскиот пазар. Правиме мал одмор со првиот блок реклами, па се враќаме во вториот дел со уште прашања за нашиот гостин, вице-премиерот за економски прашања во владата на Република Македонија, господинот Кочан Ѓушев. Еве назад во студија имаме уште добри 12-13 минути и мислам дека треба да ги искористиме за важните прашања. За истокот важни прашања се, господин вице-премиер, што може да очекуваат бизнисмените на истокот како мерки кои што ќе им помогнат. Бевте во Штип, знаеме дека дел од стопанствениците бараат субвенции, па некој ќе рече зошто и ним субвенции, тоа околу субвенциите постојано имаме недоумици, меѓутоа навистина што може да очекуваат како мерки кои што навистина ќе придонесат да биде подобрена економската ситуација? Значи ја објаснив малце во претходниот одговор околу поддршката на финансирањето и инвестициите на стопанствениците, што може да очекува истокот повеќе од државата, тоа што е работа на државата. Работа на државата е да има мерки за сите подеднакви, што значи без разлика дали е за истокот, центарот или западот, мерките за финансиска поддршка се еднакви за сите, но исто така работа на државата е да направи и да се грижи за рамномерен регионален развој. Значи не е држава ако вие имате еден голем град и ништо околу. Што значи држава е ако сите граѓани во државата, каде и да се наоѓаат, живеат приближно исто со исти стандарди и услови. Затоа државата на истокот, ако сега го земеме само еве Штип каде што сега се наоѓаме, ги интензивираше сите градби на патишта, тоа што е рак рана на истокот. Вие да дојдете до Штип беше, како да кажеме, проблем. Сега значи со патот Миладиновци Штип, кој што јас морам да кажам дека требаше да биде завршен на 1 мај 2016 година, а ние го најдовме завршен 30%. И еве го довршуваме, крај на ноември ќе биде пуштен, меѓутоа не само тоа. Од Штип сега се работи значи експресен пат према Радовиш и Струмица, се прави значи експресен пат према Кочани и тоа е значи во делот тука на истокот, поблискиот исток да речеме во Штип, а додека во делот на истокот према Крива Паланка и тој дел исто се работи експресен пат нели од Куманово до Крива Паланка па до граница, што е дел од коридорот 8 и железницата, значи првите километри се веќе направени помеѓу Куманово и Букојчани, извинете, Белјаковце, Букојчани е на страната на Кичево, значи Куманово, Белјаковце и после тоа значи од Булјаковце до Крива Паланка тендерот сега се отвора, значи тоа е 147 милиона евра очекувани значи средства за изградба на таа делница, така да пругата дојде до Крива Паланка и ќе остане само третата делница, што е практично и најскапа, заради тоа што целата е во планина со мостови и тунели, значи од Крива Паланка до граница до бугарска граница, која што е некаде околу 17 километра, но во исклучително тешки услови, но и за тоа е обезбеден проект и обезбедено разговараме за финансирање, нели, ќе се изгради. Така да мислам дека тоа е работа на државата, како што и очекуваме да се доврши делот со гасоводот, кој што треба да дојде до Штип и до источниот дел на Македонија и мислам дека тоа се тие проекти кои што државата треба да ги прави. Сигурно не е да направиме 5 споменика у Штип и 13 фасади, мислам тоа никому нема да му користи, тоа е работа на општината. Дали тоа значи дека навистина оваа влада сепак се одлучи да не оди во такви проекти, бидејќи се покажа дека независно од се ВМРО ДПМНЕ со Скопје 2014 поентираше прилично, независно од тоа колку е штетен или нештетен финансиски. Одговорноста на еден вршител на јавна должност, јас намерно го викам тоа затоа што јас не се чувствувам за политичар, да кажам на политичар. Јас сум вршител на јавна должност, е тоа дека работи со парите на граѓаните и дека работи со парите на даночните плаќачи на државата.
Јас имам една дефиниција. Немојте да го правите тоа што не би го правеле со свој пари. Значи, во една ситуација во која што вие имате само 18% од населението кое што има пристап до канализациони системи во Република Македонија, или имате население кое што е без асфалтиран пат и без водовод и без пристап до вода, да вие трошите пари за популистички проекти, ценам дека не е домаќински. Јас тоа не би го направил прво за себе, доколку нели јас го правам кај мене, па затоа не би го направил ни за државата. Мислам дека оваа влада ќе размислува на тој начин. Мислам дека таков ментален склоп се разви во владата и таков начин на размислување, дека прво со парите треба да се решат елементарните потреби на граѓаните, а после тоа можеме да одиме и во проекти кои што ќе дадат можда некаков луксус и некаков убав изглед. Оно што најде на многу реакции, тоа се распределувањето на средствата за иновации. Фондот за иновации, значи има различни размислувања, пак овде нели политички гледања или гледање онака реално. Оние реални гледања се дека навистина е потребно во иновациите да се вложува. Колку штета може да нанесе целата оваа ситуација со таа распределба, со забелешките, со наводно нели доделување на блиски фирми и така натаму. Видете, значи прво таа програма е транспарентна. За таа програма не одлучува владата, не одлучувам јас, мојот кабинет. Одлучуваат, значи, прво две фази на евалуатори. Првата фаза на евалуатори е, значи, домашна, а втората е од Светска банка, значи, странски евалуатори. Таа програма не е за иновативност, таа програма е за иновативност и технолошки развој. Значи, знаете, сега малце да најде тоа вака, ние у Македонија, за жал од се сакаме да направиме шега, па и со тоа се шегуваме, и викаме што е тоа сега иновативност, нели, ако има нова чаша, еве, например. Значи, видете, пред се програмата е за иновативност и технолошки развој. Технолошки развој значи да вие купите нова опрема, да ви помогнеме да купите нова опрема. Но кога зборуваме и за иновативноста, колку проекти у светот има такви иновативни кои што го промениле светот? Па неколку годишно или неколку на неколку години. Дали во Македонија во последните 100 години има некаков изум иновативен кој што го променил светот? Нема. Па значи не можеме да чекаме дека годинава 100 ќе се појават такви. Но што се подразбира под иновативност у светот? Под иновативност у светот се подразбира, например, и оваа чаша. Значи, ако оваа чаша требало на некоја машина да се произведе 10 секунди, јас направам да се таа произведе за 9 секунди, тоа е иновативност, ако е тоа истата чаша. Так. Ако оваа чаша требе, не знам, 50 грама стакло да се произведе за да изгледа овака, јас тоа успеам да го направам со 47 грама стакло, и тоа е иновативност. Значи, во светот кога се зборува за иновативност, се зборува за такви иновативности, иначе епохални откривтија како iPhone, како, не знам, фотоволтаици или ветерни електрани или на времето мотор со внатрешно согорување или парна машина, такви епохални откритија има неколку на 100 години, така и не се баш во Македонија, бар ја не познавам такво. Така да, значи, малце се вулгаризираше сета таа работа и конкретно да ви одговорам попрецизно на прашањето, ценам дека тоа е најдобрата програма или една од најдобрите програми, бидејќи е наменета точно за малите и средни предпријатија. Се вулгаризираше преку некои наводни злоупотреби дека некој земал пари па враќал, не е тоа вистина, точно е дека таа програма не е наменета на некој да му даде пари па да ги троши, него секој инвеститор мора прво да ги прикаже своите пари да ги потроши, а после државата ќе го плати во инвестицијата, значи по таа програма се уште не е исплатен ни еден денар, се додека стопанствениците не ги дадат и вложат своите средства во програмата, така да тоа дека се плаќани пари па враќани пари, тоа мислам се е неточни вести, значи тоа се вести кои што едноставно се политизира со нив и мислам, јас во моите излагања се обидувам колку што може помалце да политизирам и ќе да го задржам нивото на таа дискусија. Така, уште само 3-4 минути, времето брзо минува и морам две прашања кои што се така можеби ќе излезат од контекстот на вашата активност како вршител на јавна функција, вице-премиер за економски прашања, но прво за ова вршител на јавна функција, меѓутоа политичар сепак во номенклатурата во Македонија, и тоа од Стопанската комора. Очекувавте ли дека толку, бидејќи нели, како политичар многу повеќе за вас пишуваат и ви бараат дамки отколку порано? Како се сноѓате со сите овие напади дека продавате нешто, дека има проблеми, еве грците веќе пишуваат, има ли вистина до себе, има денеска реакција, меѓутоа е вашето лично мислење, како се сноѓате со овие вести, со овие информации? Ќе се насмеам вака благо прво,
како многу е тешко да одговорите на банални напади кои што се граничат со глупост, но сепак со оглед на јавната функција ќе одговорам. Видете, значи прво и основно кога некој соопштува некаква информација, како што јас како јавен вршител на должност имам одговорност, така и тој што ја соопштува информацијата исто така има одговорност, бидејќи и него му е дадена некаква, како да кажеме, визибилност јавна преку медиумите во кои што работи. Но добро, тоа е значи слобода на медиумите и во таа смисла ќе одговорам. Прво да објасниме значи околу фирмата ЕДАС. Јас сум на Незегорд. Тоа е компанија која што сум ја формирал, со која што настапив на слободниот пазар, која што е систем од компании во 9 држави, која што работеше исклучително профитабилно во 5 години, во една година направила загуба, меѓутоа таа фирма имаше свој капацитет, капитал, мрежа, лиценци, значи во 9 држави. За фирмата правеше ревизија 3 ревизиски куќи, значи не може да настане таква купопродажба случајно. Значи правеше Ерсте Јанг, правеше значи Бейкер Тили и правеше Грант Тортон. Сите тие како вредност покажаа повисока цена, иако јас во тој момент не знаев, бидејќи PPC, значи грчкото електростопанство си ги нарача тие студии, али ги знам сега. И тие сите имаа повисока вредност од тоа што е продадено. Денеска слушнав некои инсинуации зошто средствата легнале на моја лична сметка, па се разбира на чија да легнат. Значи компанијата беше 90% во моја лична сопственост и 10% сопственост на Фероинвест, каде што јас повторно имам доминантна сопственост. Па кога ќе се продаде субјектот кој што е моја лична сопственост, каде да легнат парите? Се разбира ќе легнат на лична сметка за која што јас си платив персонален. Да не беше референдумот, да не беше персонален политиката ќе пишували толку за ова. Ќе да одговорам за тоа, ќе ми дозволите една минута само. Значи, сега јас имам две контрапрашања. Па сега, кој на кого што продаде? Ако наша опозиција ме обвинува дека јас сум го продал нешто, нели сум продал преку фирмата, па сега грчка опозиција зашо обвинува таму, не разбирам. Да. Значи, уствари, они мене нешто, јас сум купил, значи, нешто таму, па они сега нешто продале, така? Они па таму опозицијата ги обвинува опозицијата дека нешто продале они сега, така? Значи, видете, сето тоа станува апсурдно. Кога политиката ќе се зафати, значи, со реалната економија, нема ништо полошо од тоа. Тоа треба да биде настрана. И има уште еден аргумент, значи таков систем како што јас развив беше логично да купи енергетска компанија од регионот. Па еве на пример, ако купеше бугарско електростопанство, па ќе го врзеа со добро соседство. Ако беше тоа српска, ќе го врзеа со црквата. Ако беше албанска, ќе го врзеа не знам со што, со некоја коалиција веројатно. Така да видите, лошо е кога со сето тоа се политизира. Тоа е под нивото на моите очекувања, морални како да кажам. Меѓутоа не можам да речам дека се не одговарам, транспарентно одговарам на сето тоа. Јас немам што тука да се срамам, напротив, се гордеам со таа компанија. Тоа е еден стартап кој што сум го развил, кој што сум го продал и тоа е најмалиот дел од моето портфолио кој што јас транспарентно го објавив нели во мојот анкетен лист и повикувам сите истото да го направат, да видиме, така. Ќе дојде ли ден да се каете што сте влегле во политика? Не, видете. Од овој аспект, од аспект на можеби евентуална штета на вашите бизниси. Видете, моите бизниси трпат штета, тоа е факт. Значи, ние секаде каде што и малце сме имале допир со државата, секаде тоа компаниите се откажа, јас сум им благодарен на моите партнери што имаа разбирање за таа работа, но нема да се кајам. Знаете зошто нема да се кајам? Заради тоа што да бидете подпредседател или заменик председател на влада на една држава, на крајот е и чест. Да му служите на својот народ е чест. Да вргадите тоа што нешто сте научиле од државата и што државата ви дала, значи, образование, едукација, можност да се развиете, да вратите назад нешто према општеството, за мене е чест. Јас не сум дојден во политиката, ни платата, знаете, ја добам, ја донирам и така натаму, тоа мене не ме интересира. Меѓутоа, мотивот дека ние можеме да успееме, мотивот дека сакаме да направиме држава, мотивот дека може да не биде, е мотив кој што е над секаква мака која што ќе истрпите во тој период. Инаку со медиумите очигледно малку дојдовте во ситуација да дознаете дека сепак многу валкано се работи во медиумите. Фломастери користите ли во кабинетот уште или не? Значи не, јас фломастери користам на табла кога објаснувам и цртам. Што беше тој случај, тоа и тоа се извулгаризира. Видете, значи после едно објаснување за автопатот Кичево Охрид, јас фломастерот како што еве сега седиме, ако е ова таблата, јас го испуштив, значи еве вака од некоја висина го испуштив на масата пред нас. Но видете, во медиумите за жал има све. Ако овој го кажувам во смисло на тоа дека е потребна помош и на медиумите, уште како да станат
Не сакам да ја зборувам злоупотребата во тој дел, значи мислам дека и тука има простор за дискусија, но не е моја јас да ги коментирам медиумите, јас тоа не би се впуштал во таа дискусија. Јас само ќе кажам дека жалам за некои состојби кои што мислам дека се битни во нашето општество и дека треба да се задвижат во еден друг правец и мислам дека треба секој да сноси одговорност за изречениот збор. Јас се надевам дека со демократизацијата, со приближувањето во Европската Унија, дека и тие стандарди ќе ги достигнеме. Така, за крај, љубов ли ви е фудбалот? Да, Еве, во Штип сте, Брегалница, Борец, ривалство. Ова година ќе влезете ли во прва лига вашиот Борец? Знаете, човек сака најмногу во тоа што не успеал. Значи јас така, сега прва лига е потребна. Као пионер тренирав во Борец, сака фудбал, но тоа за жал не одеше со машинскиот факултет каде што бев подобар. Веројатно подобар бев у математика, не во така фудбал. Така требало да биде. Меѓутоа, ете, ми беше љубов фудбалот од секогаш, од дете, да и сега ми е. Сакам фудбал, затоа и решив да му помогнам на Велес да направи фудбалски клуб. Борец е практично фудбалски клуб кој што е основан од мене, од партнерите во фирмата и така натаму. Помагаме колку што можеме да клубот биде добар. Мислам дека оваа година конечно направивме добар клуб. Мислам дека сега втората лига Исток е поинтересна него првата лига Македонска. Така испаѓа. Тоа беше импресивна гледката на стадионот во Штип, 5000 гледачи да гледаат фудбал. Ја мислам дека имаше добра представа. Првенството е долго, има уште многу утакмици за играње, мислам дека има уште 19 кола, ако не се лажам. Има време за многу избори. Све е можно. Јас им посакувам да победат и да успеат најдобрите. Нека биде така, јас ви посакувам во работата во владата и заедно владата да оди во подобро. Нас уште повеќе ова што ви прашав, практично сакав да потенцирам дека и ние новинарите сакаме навистина многу подобри состојби во новинарството, но за жал и за тоа треба многу промени. Ви благодарам за издвоеното време и за гостувањето во нашата емисија. Ми беше чест и задоволство. Благодарам многу. Тоа беше гостувањето на вице-премиерот Кочо Ангјушев во нашата емисија. Му благодариме за гостувањето. Реклами, потоа се враќаме со одјава.